Добар ден, почитувани ученици. Добре дојдовте на денешниот час по предметот Ликовно образование за четврто оделение. За почеток да ви се представам, јас сум Миле Михајловски, оделенски наставник од Општинското основно училиште Кирил и Методи од Свети Николе. На денешниот час ќе го опфатиме ликовното подрачје цртање. Денешна наставна содржина е хоризонтална композиција, која што, почитувани ученици, по објаснувањето ќе треба да ја вклучите и вметнете во ликовниот мотив, а тоа е воз. Потребен ликовен материјал за денешниот час се туш и перо. Што е она што ќе го научите на денешниот час? На овој час ќе се запознаете и ќе користите нови поими и термини од ликовната уметност. Ќе научите дека постојат повеќе видови на ликовни композиции. Ќе научите што е хоризонтална композиција и истата да ја препознавате во ликовните дела, но и во средината околу вас. Ќе ги усовршувате вештините во работата со туш и перо и секако ќе создавате ликовни творби во хоризонтална композиција. Но за почеток да се потсетиме што беше композиција. Се она што е составено од повеќе делови може да се нарече композиција. Вакви примери имаме во многу уметности. Во музиката имаме композиција од тонови, во книжевноста имаме композиција на текстови и така натаму. Додека во ликовниот јазик композицијата е ликовен принцип по кој се прави распоред на местата на употребените ликовни елементи. Композицијата се добива со употреба на различни видови на линии, боите, нивните тонови, формите во една целина, распоредени според желбата на авторот. Да видиме какви видови композиции разликуваме. Постојат повеќе видови на ликовни композиции. Централна, хоризонтална, што е тема на нашиот денешен час, вертикална, диагонална, кружна, пирамидална и триаголна ликовна композиција. Сите видови на ликовни композиции може да се сретнат во многу ликовни дела на познати ликовни уметници. Како да ја препознаеме централната ликовна композиција? Во ликовното дело на сликата ќе забележите дека во самиот центар на букетот цвеќиња се наоѓа најголемиот розов цвет. Токму тој определува централната композиција во ова дело. Кога станува збор за вертикалната ликовна композиција, во ова ликовно дело ја забележувате вертикалната црвена линија која ја следи положбата на човечкото тело. Ваквата вертикална поставеност го определува видот на ликовната композиција, но и самиот формат на сликата. Кога станува збор за диагоналната ликовна композиција, почитувани ученици, вие во цртањето користите хоризонтални, вертикални, но и коси линии. Косата линија ја определува диагоналната композиција на насликаното дело. Во делото Распетието на Исус, уметникот телото го нацртал во коса положба или диагонала што се забележува по зелената коса линија. Ова е пример на диагонална ликовна композиција. Целта на нашиот денешен час е да појасниме хоризонталната композиција. За неја ќе го кажеме следното. Ликовните елементи со својата положба, распоред и форми ја следат хоризонталната линија, односно оската на форматот. Таквата композиција делува мирно и релаксирачки, а ја користиме кога сакаме да ја прикажеме ширината на просторот, некоја сцена, групни портрети, пейзажи, панорами, мртва природа и слични пасивни или мирни состојби. Хоризонталната поставка му овозможува на гледачот мирно да ја наблюдува содржината и одредени елементи на сликата. На хоризонталната композиција и одговара формат поставен во ширина. На дадениот пример гледаме нацртано природен мотив, а тоа е дрворед. Иако стеблата на дрвијата природно се во вертикална позиција, линијата ја следи хоризонталната низа на стеблата на дрвијата. Голем број уметници во своите дела ја имаат вклучено хоризонталната композиција. Во ова дело на Микеланџело, што представува сегмент, односно реплика од создавањето на Адам, ќе забележите дека дланките ја следат хоризонталната жолта линија, што представува хоризонтална ликовна композиција. Ова ликовна композиција можеме да ја сретнеме во цртањето на фреските. Хоризонталната ликовна композиција во овој пример е даден преку фреската Оплакувањето на Христос, која што е нацртана во црквата Свети Пантелеймон. Забележувате дека нацртаните мотиви ја следат
хоризонталната жолта линија или хоризонталната положба. Во најпознатото дело на уметникот Леонардо да Винчи Тајната вечера, хоризонталната композиција се забележува не само во положбата на масата, туку се забележува и во низата на гостите кои што се присутни на вечерата. Хоризонталната ликовна композиција ја користат и многу наши уметници во своите дела. Еден од нив е Лазар Личиновски, кој со своето дело Полето со афион ја следи низата на стеблата од афион во хоризонтална линија. Хоризонтален простор се содржи и во делото на уметникот Родолюб Анастасов. И оно што е особено важно е како хоризонталната композиција да ја откриваме во нашата средина или во нашето обкружување. Вакви примери има многу, па ќе одиме со неколку. Примерот е зајди сонцето или изгреј сонцето, која ја следат линијата на хоризонтот, која го одвојува небото од водата. Следниот пример е житното поле, каде што низата од житните стебленца ја следат хоризонталната линија. Авионот како воздушно превозно средство по небото се движи во различни насоки, но овде ја следи хоризонталната линија. Следни примери на хоризонтална композиција во нашата средина во обкружувањето. На првата слика можете да забележите дека оградата, но и објектите ја следат хоризонталната линија или положба, односно поставеност. Во вториот пример, освен оградата и куќите залепени една до друга ја следат хоризонталната линија, без разлика што куќите се различни по височина, односно различни по вертикална поставеност, и возот секогаш хоризонтално се движи по шините, тој во движењето го пределува правецот, па затоа во цртањето треба да се внимава како да се следи хоризонталната линија. Доколку позборуваме за ликовните материјали потребни за денешниот час, би го кажале следново. Пред се треба да знаете дека тушот е цртачка техника која дотира одамна. Цртањето е туш со кое што се практикувало со пердов од птица и течност во црна боја. Тушот со кој што цртаме сега е најчесто црн по боја, иако постојат и тушеви во различни бои. Инаку можеме да цртаме со перце, можеме да цртаме со дрвци или четка, најчесто на мазната страна од хартијата. Доколку го разредиме тушот со вода, добиваме лавиран туш. Можете да забележите на фотографиите начинот како во минатото се користел пердувот од птица, стар тип на хартија и црната течност, односно тушот. Оно што е особено важно во денешно време, дека вам како ученици во оваа ликовна техника ви се понудени избор на различни видови на перца, кои што на самиот врв се разликуваат многу, имаат различен завршеток, по ова ви овозможува да цртате различни видови на линии со различно видови на перце. Со вкрстувањето на линиите или густото цртање на линии, можеме да добиваме потемен тон, што ќе представува елемент на сенчење. Вака всушност можеме да добиваме посветли и потемни тонови, во овој случај на црната боја, бидејќи ќе го користите црниот туш. Какви линии и каква боја ќе употребиме, најмногу зависи од нашата идеја која што сме ја замислиле како автори. За крај ми останува да ви посочам и неколку примери на ликовни дела од познати ликовни уметници. Во овој случај гледате две ликовни дела нацртани со туш и перо од ликовниот уметник Винсент ван Гог. За крај, останува вашиот креативен дел, односно вашата задача за цртање на денешниот час, а потребно е да нацртате воз во хоризонтална композиција во која што можете да ги користите сите видови на линии. Пожелно е прво да направите скица со молив, а потоа за направената скица да ја завршите со туш и перо, со што ќе имате завршена ликовна творба во која што ќе имате вклучено хоризонтална ликовна композиција. За крај, единствено ми останува да ви посакам успешна и креативна работа, а до некое следно видување ви благодарам на вниманието.